Ефтини кредити за зелена енергија бараат компаниите за да им се намалат трошоците, бидејќи од 1 јануари ќе треба да плаќаат такса за загадување на извезените производи во Европската унија, согласно нивото на така наречениот јаглероден отпечаток. Помошта значително ќе им помогне на бизнисите од челичниот и цементниот сектор. Од Сдруженијето на метална и електроиндустрија велат дека ќе има притисок врз цените, но и дека не очекуваат да ги изгубат долгогодишните клиенти со кои имаат одлична соработка. Цената ќе трпи, меѓутоа и секаде цената ќе трпи. Тоа ќе си биде домино ефект, така што и во секој случај ќе биде комплексно, би биле добре дојдени во секој случај такви кредитни линии, меѓутоа удари ќе има како и секоја промена што носи. Меѓутоа јас сметам дека компаниите се подготвуваат веќе долго време и дека секој веќе размислува како да се справи со тоа. Министерката за енергетика Сања Божиновска рече дека се уште не се знае колкава такса ќе треба да се плаќа и дека најавите биле да се утврди надомест врз основа на соодносот на обновливите наспроти загадувачки извори на енергија на државно ниво. Во Македонија доминира струјата од јаглено, домашните термоелектрани, додека обновливите извори учествуваат со 40%. Надлежните се уште преговараат и очекуваат одредени изземања и пролонгирање на обврските. Заострените регулативи за животна средина бараат од бизнисите да употребуваат еколошки материјали, да ја намалат потрошувачката на енергија и да го минимизираат отпадот. За Македонија да постигне целосна декарбонизација во енергетиката, транспортот и градежништвото, според Светска банка ќе и требаат инвестиции од $5,6 милијарди во следните 25 години.